Минатата недела речиси се помина во знакот на прославувањето на празникот на жената, мајката, снаата, сопругата, золвата, балдыската, како и на бабата. Но нашата колешка Јели Салфета, иако и самата е жена, а од неодамна и тетка, мораше да работи, а не да празнува. Да го погледнеме интервјуто кое таа го направи со една друга жена. Добро вечер. Разговараме со госпоѓа Теја Ивановски. Госпоѓа, кажете ми вие како го прославивте денот на жената? Мислиш, шабарам на гинеколог? Не мислев тоа, ама добро може и тоа. А ништо бе редовен преглед. Редовен преглед. Ехо, пап, редовен преглед гинеколошки, ја дека на 36 и на мамографче си бев за секој случај. А трудна сте? Па не се оди на гинеколог само ако си труден, бре жено, леле, ќе ме умриш. Еве, јас правев ресерч и ми покажа дека 150.000 жени Шо? немаат матичен гинеколог. Ти кажам право, слаб ти е ресерчето, тие 150.000 и сите други, пола нема појма дека матичниот гинеколог преглед е бесплатен. И плюс имаш еднаш годишно ПАП и некаква си, нели, партиципација. Добра, ама 150 по 150, колку каки имаш, изи? Колку што треба? Добра. 150 по 150 се собира многу, а потрошувачката кошничка нема предвидено доволно средства за гинеколози. А ногти секој месец по 700 денари, тоа има предвидено во кошничката, на фризер, на козметичар, на по продавници, јакање, шетање, што сега за 8 март се испокрене по продавници, ве шо, пази го ова само. Се ми треба, зашто? Си испотресува со купење штикви, чепли, фустани, значи, молим те со кошничкава. Добро, а тоа значи дека кога ќе се породи некој не треба да иде веќе на гинеколог? Редовно се оди на гинеколог и после пороѓај. Ризикот од рак на матка и на дојка нема врска со дали си се породил или не. Држи, ајде. И пази да не ми падне нешто. И многу ти е тапа ова истражување, да знаеш. Ти си тапа и идеме на следен прилог, ве молам, баталето, кото. Студио.